По повод 3-годишнината од мандатот на актуелната локална власт, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев денеска организираше дебата со локалните новинари, како и со дописници на национални медиуми од центрите во Штип. Кочани за жал нема дописници освен еден на Мија. Градоначалникот Илиев средбата со новинарите ја организираше на отворено на споменикот на Слободата со почитување на мерките за заштита од коронавирусот. По неколку минутното излагање на градоначалникот, новинарите, дописници и уредници на повеќе традиционални и нови медиуми му поставија повеќе прашања поврзани со неговото работење, како и на единицата на локалната самоуправа во изминатите 3 години. Во делот на загадувањето и на изградбата на мини хидроцентрала, како и за узурпираниот појас меѓу објектите на фирмите и магистралниот пат на влезот во Кочани кај мало стопанство, Илиев се огради со ограничените надлежности и немоќта овие проблеми да се решат позитивно. Ние како локална самоуправа можеме само да реагираме до надлежните институции, додека решавањето на проблемот, реков, е дека во други раце. Ние немаме надлежност нити да вршиме контрола, а уште помалку да казнуваме. Значи немаме, според законот, значи ние не смееме да вршиме контрола во фирми каде што има интегрирани договори. Тоа е надлежност на државниот инспекторат. На општината просторот за маневар и е многу скратен и да не кажам сега со еден збор дека не постои, бидејќи со една постапка непочитување на законите, значи се доведуваме во опасност да направиме штета на општината од огромни суми кои на вистина општината не може да ги плати. На прашањата колку од проектите и идеите како што се домот за стари лица, бањолошкото ефектуирање на термалните води, дислокацијата на градскиот пазар, браната Речани, кружните текови, домовите на жителите од касарната, катната гаража, детската градинка и други ќе се реализираат до крајот на неговиот мандат, Илиев без конкретен одговор, освен за градинката, за која е сигурен дека ќе биде завршена во неговиот мандат. Во поглед на реализираните проекти, тој ги истакна реконструкцијата на патот Кочани-Пониква, на Центарот за култура Бели Мугри, на плочникот во трговскиот центар, на патниот правец кон Подлок и Мојанци, на двата ски лифта и други. Еден од ретките моменти кога почувствувал задоволство од практицирањето на функцијата градоначалник за Илиев е извештајот на ревизорската служба, која неговата работа ја оценила како безпрекорно. Едно од малкуте задоволства кои ги имам како градоначалник беше посебно на тој ден, кога раководителот на извештајот, кога почна да излага и кажува дека работата на ревизијата е да ги открива маните, недостатоците и грешките во работењето на институциите кои се предмет на ревизија и дека во изминатиот период се најдени огромни број на грешки во субјектите кои биле предмет на контрола. Раководителот на ревизорите стана и кажа дека ова е прв извештај во низината кариера од 15 години како раководител, што нема простор за никакво критикување, туку напротив за пофалба. И дека ова е единствениот и прв случај во нашата држава за еден таков извештај. Инаку Илиев зборуваше за намалувањето на прилив на средства во буџетот поради COVID-19, ситуацијата и влијанието врз работењето на општината. Понатаму ги истакна големите долгови во кои пред 3 години ја затекнала општината, кој ги раздолжил за 6 месеци. Се пожали на огромните бариери од аспект на урбанистичките планови и друга документација, која кочат реализацијата на проектите, за на крај, помалку резервирано, да изјави дека не размислува да се кандидира за втор мандат.